civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Зашто психологијата вели дека човекот има потреба кога се гради како личност и за да го сочува својот позитивно себевреднување, да припаѓа на некаков колективитет или на некаква група. Значи тој има како секоја личност има така наречен социјален идентитет кој произлегува од припадноста на групи или од улогата што ја игра. Значи припаѓа на различни групи. Сега разликата е само која група ќе ја смета за припадноста на која група ќе ја смета за најбитна. Значи, да почнам уште еднаш од тоа дека јас национализмот ќе го поврзам со идентитетот, прашањето на идентитетот, и ќе пробам така да го објаснам она што ни се случува кога се работи за национализам. Значи, уште еднаш, значи, личноста има потреба да гради позитивна слика за себе. Секоја здрава личност. Во градењето на таа слика и помагаат идентитетите. И помага идентитетот. Идентитетот, освен личен, има и аспект на социјална компонента. Во тие социјални компоненти пак влегува припадноста на различните групи. И ја дефинира припадноста. Па, например, имаме родов идентитет, кој е детерминиран од тоа на кој род се припаѓа. Имаме професионален идентитет, па имаме етнички идентитет, па имаме национален идентитет, па имаме религијски идентитет и така натака и така натака. Значи, например, земајќи го тоа предвид, јас сум жена, според мојот родов идентитет, сум психолог и професор според мојот професионален идентитет, сум македонка според мојот етнички идентитет и сум државјанин на Република Северна Македонија според мојот национален идентитет. И можам да редам уште многу ред други аспекти на тој мојот социјален идентитет. Сега, потоа психологијата вели дека постои одредена динамика, нема фиксирани приоритети на идентитет, на таквите различни аспекти на социјален идентитет, туку кој ќе биде приоритетен во одреден момент зависи од интерперсоналните, интергрупниот интерперсоналниот контекст во кој индивидуата или личноста обстојува. Сега од што зависи, да речеме, колку ќе припишеме важност на одреден аспект на тој социјален идентитет, зависи од тоа на кој аспект ќе припишеме, зависи од тоа колку индивидуата е битна идентификацијата, да се идентификува со групата на која припаѓа. Значи, колку е важно да припаѓа на таа група. Колку мене ми е важно тоа што сум психолог, или во поглед на професионалните идентитет, колку мене ми е важно тоа што сум жена, колку ми е важно мене што сум македонка, и значи колку ми е важноста да бидам идентификувана како припадник на таа група. Колку ми е важно. Какво е мојот, исто друго е детерминирано тоа каков мојот емотивен однос со групата. Значи колку јас ќе се најдам погодена од тоа што мојата група е загрозена. Загрозеноста може да биде објективна, ама може да биде и многу субјективна, може да биде само доживување на загрозеност без да има објективни показатели. И колку ја прифаќам идеологијата на групата, значи нејзините вредности, нејзините цели. Да речеме, затоа кај нас имаме поделба на патриот, колку јас сакам да се прикажам себе си како патриот, а колку ми е, да речеме, seедно ако некој мене ме прогласува за предавник. Да речеме. Да. Колку сум јас, колку ми е многу важно, нели, што некој, да речеме, ќе ме смета за голема македонка или ќе ме смета за обична македонка. Мислам, и тоа е многу битно за севкупниот мој идентитет, мислам како јас ги доживувам работите. Сега, имајќи го тоа предвид, во фокусот на нашиот интерес денеска како национализам, дискусијата треба да се однесува на два вида на идентитети.
да нив да се концентрираме. Едниот е така наречен етнички идентитет, другиот е така наречен национален идентитет. И тоа зависи дали нацијата ни е, дали е идентитетот во односот кон нацијата или е во односот кон сопствената етничка група. Сега, националниот идентитет е поширок концепт од етничкиот идентитет, затоа што бара да се надмине односот кон припадноста на сопствената етничка група и да се поврзе со нацијата како политичка категорија. Значи, поврзување бара подврзување со нацијата како политичка категорија. Оно што ние го гледаме во јавниот дискурс е дека не се прави разлика помеѓу тие два вида на идентитети, етнички и национален. Многу често се злоупотребува поимот идентитет и да речеме, етничкиот се смета за исто како националниот. Кога зборуваме за национален идентитет, ние всушност зборуваме за етнички идентитет главно, не ја правиме разликата. Исто така, многу често индивидуалниот идентитет, за кој зборувам јас, многу често се занемарува во јавниот дискурс на сметка на колективниот идентитет. А тие би требало да бидат различни, би требало да се различни работи. Во нашето општество, кога кажете идентитет, веднаш става на прво место колективниот или етничкиот или како сакате, не? Колективниот идентитет. Кога што се става тој личниот идентитет, тие личните идентитети. Да, тие се колективните. Иако пак уште еднаш да кажам дека поединецот има потреба за да припаѓа на група и да се поистоветува со група. Само зависи која група му е најбитна, нели, во моментот. Значи, ова, да речеме, е многу често го сметам во психологија се смета како резултат на влијанието на нормите што ги определуваат нашите култури, како нашите, кога велам нашите култури, мислам на културите на граѓаните на нашата земја, например. Тие култури се дефинираат според една многу битна поделба или многу влијателна поделба во психологијата на колективистички. Значи, нашите култури се колективистички во основа. Кога би биле индивидуалистички, значи, тие би биле ориентирани на индивидуалните потреби и би негувале индивидуалната одговорност на граѓаните. Би ја ценеле независноста на индивидуата и индивидуалните постигања на луѓето. А бидејќи нашите култури не се такви, туку се колективистички, поединците во овие култури се интегрирани, се доживуваат како интегрирани во кохезивни групи, се заштитени од групата ама заштитата што ја уживаат од страна на групата е на сметка на неприкосновена лојалност која мора да прикажат кон групата. При тоа, нели, се цени таквата меѓузависност или така она што популарно си ги нарекуваме врските помеѓу луѓето, значи да имаш врски е многу битно за да можеш да опстанеш, нели? И групните постигања се многу побитни од индивидуалните постигања. Зборувам за два вида на националности кои се во последни години во социологијата и психологијата прилично популарни и кои на некој начин ги начина, а тоа е поделбата помеѓу етнички национализам и граѓански национализам. Значи, едниот е прилично деструктивен по социјалните односи, особено во мултиетнички средини, а другиот е прилично продуктивен и за мултиетнички средини како што е нашата. Чи граѓанскиот национализам се гради врз основа на споделено државјанство во државата во која се живее. И произлегува од припадноста на граѓански ориентирана нација, граѓански определена нација. Значи, во основа на граѓанскиот национализам е граѓанинот. Во основа на таквото гледање на нештата е граѓанинот.
кој гради индивидуален однос со државата, она што би сакала најче да го види, нели? И заедно со сите други индивидуи кои, нели, уживаат еднакви права во државата, ја сочинуваат нацијата. Тој граѓански национализам е определен од принципите на демократско владење. Значи, мора да постојат принципи на демократско владење и тие да бидат прифатени и поддржани од страна на граѓаните. И нацијата како таква е отворена за сите, нели, граѓани што ги споделуваат овие вредности, демократските вредности, независно од нивната етничка припадност, од нивната религијска припадност, независно од припадноста на било која друга група.